الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لشرعه يخضع من يعبد ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله وتعبد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قام بواجب العبادة وتزود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Сведочиме дека нема друг вистински Бог освен Аллах субханаху ва таала, единствениот кој немаат соучесник, и сведочиме дека Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем е негов роб и пратеник кој целосно изврши обврската на ибадетот кон неговиот Господар субханаху ва таала. Нека се Аллаховиот салават и селам врз неговиот асхаб Ебу Бекр, Умар, Уthman, Али и врз сите негови останати асхаби, врз неговата фамилија и врз оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Во второто дружење од овие дружења пред Таравија беше говор за вредноста на Аллаховата книга. Беше говор за вредноста на Куранот. Денеска со Аллахова дозвола ке зборуваме за некои правила и некои едеби во однос на читањето на Куран, едеби на Куранот. Ибнул Кајим рахимахуллаху таала вели: ако сакаш да имаш вистинска корис од Куранот, собери го своето срце при неговото читање и слушање. Насочи го својот слух и биди присутен со срце како оној кому лично му се обрача оној кој го објавил овој курански ајет или ова Аллахова книга. Затоа што ова ти е обраќање од него, од Аллах субханаху ва таала до тебе, преку јазикот на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Со твоето читање на Куран имаш контакт со твојот Господар, со оној кој го објави овој негов говор преку Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. И затоа читањето на Куранот е еден од највозвишените ибадети и како таке си имат свој едеби и свој правила. Од тие едеби на читањето на Куран е искрен ниет кон возвишениот Аллах Азза ва Джел. Да имаш чиста намера со твоето читање на Куран да го посакуваш само Аллаховото задоволство. Зашто оној што го учи Куранот треба да знае дека Аллахов говор и нема ништо повредно од него. Наградата е највредна за Аллаховиот говор и затоа треба да пази неговиот ниет да биде чисти и вреден и да биде само заради Аллах Азза ва Джел. Да не биде неговото учење на Куран за пофалба, нити за покажување, ниту за углед пред луѓето, нити за заработка од него, туку барајќи го задоволството на возвишениот Аллах Азза ва Джел и неговата награда. Вели субханаху ва таала: фад'у Аллаха мухлисина лаху д-дин. И молете му се на Аллах. Молете му се на Аллах искрено, исповедајки му ја неговата вера. И вели субханаху ва таала: инна анзална илейка ал-китаба бил-хaq, фa'буди Аллаха мухлисан лаху д-дин. Ние ти ја објавуваме книгата со вистина, па затоа само Аллах обожавај го, искрено исповедајки му ја верата. И велит Аллах субханаху ва таала: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. И не им беше наредено, освен
обожава на Аллах субханаху ва таала и искрено исповедајќи неговата вера. Искреност во твоите ибадети, помеѓу кои е и читањето на Аллаховата тебарека ва таала книга. Џабир ибн Абдилlah радијаллаху ан велит, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем влегол на прилемија, па во неа најде народ и луѓе кои ја читале Аллаховата книга, па рекол иқраул Кур'ане, читајте го, учете го Кур'анот. وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَ. Велит алейхи салату вассалам, учете го Кур'анот, читајте го и барајте со тоа ваше читање на Кур'анот, барајте го само Аллаховото лице. Барајте само наградата и задоволството, затоа пред да дојдат луѓе кои ќе го исправаат како што се исправува стрела, значи ќе го и читаат исправно можеби. Ќе го читаат технички прецизно, но нема да ја бара наградата од Аллах субханаху ва таала. Или ќе ја бара неговата награда веднаш, нема да одложуваат за ахирет. Што значи че читаат Кур'ан и че бара наградата одма? Теа значи дека ќе го читаат Кур'анот за дуњалучка корист. Че го читаат Кур'анот за некој динар на оваа дуња, а нема да го читаат за награда ке Аллах субхану ва таала на сунниот ден. И ова е тешка и силна опомена од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Кур'анов не сме да се земат како средство за заработка. Кур'анов не сме да се земат како средство за углед или пофалба, туку треби да биде пат кон искреност и да биде пат кон стекнување на задоволството на возвишениот Аллах азза ва џел. Исто така од едебите на Кур'ан, на читање на Кур'анот, е човекот да го чита со присутно срце, размислувајќи за она што го чита, настојувајќи да ги разбере неговите значења, па тогаш неговото срце навистина ќе биде смирено и ќе има хушур и стравопочит од Аллах азза ва џел. Ако човек само го чита Кур'анот без да размислува, тој нема да има фајда од него. Најголемата цел е колку мој човек да разбери од Кур'анот, со превод, со тефсир, зашто те е најголемиот себеп и причина да ти се зголемит иманот и стравопочитта кон Аллах субханаху ва таала. Велит Аллах азза ва џел, китабун анзалнаху илейке мубаракун лијаддабберу ајати ва лијатадаккара улул албаб. Книгата која ти ја објавуваме, овој Кур'ан е благословен. Ова е благословена книга за тие да размислат за нејзините аети. Целта е да се размислува за аетите на Аллаховата книга и за тие што се обдарени со разум да примат поука. Па кои се оние кои примат поука од Кур'анот? Тоа се оние кои се обдарени со разум, оние кои се богобојазливи и оние кои размислуваат за овие Аллахови аети. Исто така од едебите е човек да го чита Кур'анот во состојба на чистотија. Значи да биде под абдест, затоа што тоа е дел од почитувањето и величењето на говорот на возвишениот Аллах азза ва џел. Исто така да се пази Кур'анот да не се чита на нечисти и одвратни места, ниту на собир каде што никој не слуша. Значи не сме исто претежно дома кога се пуштат Кур'ан, а луѓе во прават галама, како што овде, и не сме да се слушат Кур'ан. Не сме да се слушат Кур'ан, нити да се учит Кур'ан. Затоа ако дома имате пуштено претежно арапскава со Кур'ан, а се прави пазар внотра, тогаш навалите го бар гласон. Ако се слушат Кур'ан, треба да се слушат само Кур'ан, а не нешто друго. Значи тот почит е кога се слушат Кур'ан или се учит Кур'ан, да не се прави галама околу него. Од едепите исто така на Кур'ан е кога човек сака да чита Кур'ан, да побара заштита ке возвишениот Аллах азза ва џелле од проклетиот шејтан.
Велит Аллах Азза ва Джел: "Фаиза қара'та ал-Кур'ана фаста'iz биllahi минаш шејтанир раджим." И кога ќе сакаш да читаш Кур'ан, да читаш Аллахов говор, побарај заштита ке возвишениот Аллах Азза ва Джелле од проклетиот шејтан. Од едебите, браќа, е човекот да го разубави својот глас при читање на Кур'ан, да го учи со мелодичен глас колку што е во можност без претерување. Во Сахих збирките се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху ан дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем рекол: Аллах не слуша некого со внимание и со задоволство како што слуша пратеник кој со убав глас и мелодично го чита Кур'ан, јавно и гласно. Значи, Аллах Азза ва Джел посебно и слуша на оние кои го читаат Кур'анот мелодично, јасно и гласно. Се пренесе од Џубейр ибн Мут'им радијаллаху анху дека рекол: го слушнав Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем како на акшам намаз ја учеше суратот Тур. И никогаш не сум слушнал некој со поубав глас или подобро читање од него саллаллаху алейхи ва селлем. Го разубавувал својот глас кога учел Кур'ан во намаз, а и надвор од намаз. Сепак, ако околу оној што чита Кур'ан има некој што може да се вознемири од неговото гласно читање, како што е некој да спие дома, или пак и некој да клања нафиле и слично, тогаш не треба да чита гласно Кур'ан за да не му смета на другиот. И ова од пракса на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, кој гол во џамија, видел луѓе додека клањале гласно учеле Кур'ан. Па рекол алейхи салату ва салам: на вистина оној што клања, оној што се моли, тој разговара со својот Господар. Па нека внимава со што обрача и нека не се надвикувате едни со други во учење на Кур'анот. Ако еден викат и вториот да викат, и така ќе се направи галама и нема да се разбираат едни со други и ќе му смете на оние кои клања нафиле намаз и слично. Значи, забрането ни е да краваме глас со Кур'ан, да не му сметаме на другиве. А како е тек обратно? Од едебите, браќа, на Кур'анот е исто така, кога ќе се поминит покрај ает на сеџде, од суннет е да се направи сеџде. И ове што го викаат сеџде и тилава. Без разлика дали е ноќе или дење, кога сакат да направи сеџде, правиш само едно сеџде. Велиш Аллаху екбар, падвиш на сеџде, учи Субхан Рабијал А'ла и станвиш без текбир, без селам, без ништо. Само станвиш нормално. Учиш текбир само кога иш на сеџде, Субхан Рабијал А'ла 3 пати и станвиш без текбир, без селам. Едино, ако ти дојд сеџде додека си во намаз, тогаш даваш текбир и за спуштање и даваш текбир кога се креваш горе да продолжиш со твојот намаз. Откако Аллах Азза ва Джел ќе те напред од оние кои читаат Кур'ан, после твоето читање на Кур'ан исто така, браќи, имат и едеби. Имат едеби пред читање на Кур'ан, како што е чистотија, искренијет и слично. Имаш едеби во самово читање на Кур'ан, исто така имаш едеби, правила и норми после читање на Кур'ан. Од тие правила, едно најбитните е да постапуваш према она што си го прочитал. И да работаш према она што го читаш од Аллаховата книга. Оној што го чита Кур'анот, а не постапува според него, Кур'анот ќе биде доказ против него на судниот ден. Ибн Месуд радијаллаху анху рекол: Кур'анот им беше објавен за да постапуваат според него, а тие го направија неговото изучување само по себе дело. Некој од вас ќе го прочита Кур'анот од почеток до крај, без да испушта ниту една буква, но го испушта работањето по неговиот по Кур'анот. Чита од почеток до крај. Една буква не пропуштат.
но велит го пропуштат работањето по Аллаховата книга. Затоа правото читање на Кур'ан не е само правилно и теџвидски читање, туку кога ќе прочиташ наредба да ја спроведиш, кога ќе прочиташ забрана да се оддалечиш од неа, кога ќе прочиташ ветување да се надеваш на него и кога ќе прочиташ закана да се плашиш од него. И ове е право читање и живење према Кур'ан и Аллахов говор. Велит Хасан ал-Басри рахимехуллах, вие велит го претворивте Кур'анот во етапи, во џузој, во делој. Само да се поминит, прочитавме еден џуз, прочитавме една хизба и слично. А оние пред вас го гледае Кур'анот како писмо од нивниот Господар, па ноќе размислуваа за него, а дење го спроведуваа во пракса. Ноќе размислуваа за Кур'ан, за овие аети, а дење го применуваа и го спроведуваа во пракса. И нашиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, како што ни пренесува Аиша радијаллаху анха, вели неговиот карактер беше Кур'анот. И зате велен Мухаммед алейхи салату ва салам беше жив Кур'ан кој одеше по оваа земја. Од едебите, исто така после теа е кога го читаш Кур'анот да се види на тебе неговиот белег, да се види на тебе сериозност, достоинственост и здраво почит. Ел-Фудайл ибн Ияд рахимехуллах рекол, учачот на Кур'ан, носителот на Кур'анот е носител на знамето на Исламот. Не му прилега да се забавува со оние што се забавуваат, ниту да биде немарен и невнимателен како оние што се немарни и невнимателни, ниту да зборува празни зборови со оние што зборуваат празно, и тоа од почит кон правото на Кур'анот и Аллаховиот говор. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни даде исправен едеб кон Аллаховата книга, пред негово читање, во негово читање и после негово читање, и го молиме на Аллах азза ва џелле да ни направи од оние кои работеат по него према неговите прописи. Ва саллаллаху ва саллама ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи еджмаин.